Дечки, ако може малце хајп у чатот, почнуваме со првата мапа од вториот полуфинален меч помеѓу Рипарчи и Lemon Squeezy. Дали ја добивме најфрендот, имаш ли најф или не? Не, мислам дека банпик. Или бира играш? Да. Банпик? Да. Рипарчи, само да ги кажем на брзинка, Хайредин, Styles, Connex, Heights и Firestarter. Почекај, влагам сега. Готово. Или кажи ги ти во моје име ти дозволувам. Lemon Squeezy. За Lemon Squeezy играат Стресарн, Јаски, БЈН, Митко, кој што сега именувам Cat и Orions, го наоѓа првиот кил Heights на шорт. Хайд, извини, или Хайдс, не знам како, но останатите пушаат на Б. Убав смоук, уште даден од Б тунелите. Целосно го сопира ритекот. Firestarter ја тука има првата позиција заедно со контактот. Буткат неговите суиграчи од врата, паѓа Firestarter, но Хайредин со 2 фрага. Јаски тука цел хаос се случува. Styles дури губива својот соиграч. Јаски само останува, Хайредин ја клачнува рундата со вкупно 3 фрага и ја носи првата за Рипарчи. Одлично. Рунда видовме од страна на Хайредин. Јас го знам Хайредин како Данис и ако го кажам како Данис не ми се лутате. И Хайдс го знам како Зоци. Полесно ми е да кажам така. 1:0. И Styles сега има -1 убиство. И повторно ме поправаат, тоест ми кажуваат да те поправам Моки дека Орион, а не Орайон. Многу американизиран, Да, човек да. сум ја заради тоа. Ќе се потрудам, дечки, се извинувам, но кога ги кажуваш одма работите, немаш баш премногу време да ги размислиш. Така да ќе се потрудам да се сопрам кога ќе го приметам тоа. Гледаме сега да земаат родите шорт контрола. Таму нема да ги пречека никој, меѓутоа ќе го слушна тој мув, ставила тука близу до Double Doors. Слуша чекори на шорт, сигурно го пријави тоа. Меѓутоа останува само Хайредин и сега тој прави мал демидж врз Јаски и Орион го наоѓа Стайл, додека Зоци го рейда Орион. Со играчот од 4 долго тоа беше Хайд со убав флеш. Заедно Firestarter сега со уште поубав флеш. Хайреден излегува во меѓувреме и наоѓа 3 фрага. Го сопира целосно пушот на шорт. Рипарчи ја зимаат втората рунда, да се потсетиме дека ова беше форс бај од Lemon Squeezy. Така да мораат сега да направат уште едно еко. Јаски пробува тука на Double Doors со диголот да направи некој неочекуван фраг. Класична долго контрола имаме тука. Firestarter и неговиот соиграч со 2 молотови целосно го сопираат лонг пушот. Елганчо не е дека јас сум го мјутнал од играта, е мјутнат. Нема опција да го анмјутнам. Моки, дали се слушаме? Се слушаме. Добро. Дојде време за рестартирање на IP адресата. Ау, мене во 4, дечки ќе ви кажам уште од сега, поради тоа што ова е сепак еко рунда. Само да видиме, Firestarter му се наредуваат, прави само демидж на вториот. Еден убива, Хайредин сега ќе има главната задача во сопирање на овој пуш. Стресарн се врти позади, дали ќе имаме one-tap, прекрасен хедшот врз Хайд. И уште еден од страна на Стресарн, ја враќа на 2 vs 2 оваа рунда. Сега дури може да се каже дека имаат и предност, Стресарн е со армор иако е без хед. Додека уште смирена партија, да ви кажам околу 4, ќе ми се ресетира интернетот и IP адресата. Имам пробано многу пати да го решам тој проблем. Нема начин како да се реши и се слушнав со интернет операторот. Кажа дека не постои начин тоа да се реши, освен да си купиш нова статична IP адреса и така. Значи ќе ми се ресетира и со тоа и стримот на 10 секунди. Меѓувреме, во ова half-buy рунда од Lemon Squeezy успеваат да направат многу економска штета, како и да постават бомбата. Сега Стресарн го наоѓа килот и остануваат 1 против 1 со Connex. Connex мора со дигол од врака поради тоа што многу малку демидж прави Бизонот. Сега го вади и него и Стресарн ја клачнува оваа рунда со вкупно 4 фрага. Ја носи првата за Lemon Squeezy.
Многу ми е жал што не успеав на стресарн да ги видам враговите со дезертот. Ми звучеше многу возбудливо. Меѓутоа 2:1. 4 фрага во минатата рунда за стресарн. Сега гледаме се групираат мид играчите на Lemon Squeezy. Во меѓувреме Митко го наоѓа Конекс, кој што чуваше мид. Ја земаат таа шорт контрола. Тоа е Бојана заедно со Стресарн. Бомбата е тука негде. Дали ќе направат само фейк на шорт или тоа ќе биде нивното завршување? Не, сепак само фрлат, се одлучуваат да фрлат само смок и се повлакаат назад. Тројци играчи гледаме во ловер кој што полека одат кон Б. Сега се придружува и бомбата и гледаме смок мид ту Б. Меѓутоа тука блиско е Хайредин, кој што ќе го најде хедшотот врз Бојана, меѓутоа не доволно за да го убие, го остава само на 9 хп и сега Фајер сам успева да најде 2 фрага. Стайлз останува сам против тројца, ќе бутне агресивно, мислам дека низ овој смок или го чекаат да се да го снема, токму така Митко ја завршува оваа рунда. 2-2 израмнување имаме и во овој втор полуфинален меч. Така е, сега гледаме и фул еко од страна на Рипарчи. Митко и Бојан ќе завземат тунел позицијата, Стресарн ќе гледа мид заедно со Јаски, а од долго ќе чека испади Орион, кој што наоѓа еден фраг. Не го очекуваше другиот, но падна само на 22 хп, не го изгуби целосно својот живот. Стайлз за перфектно флешнат, но малце касни Бојана со излегувањето, сепак калашот е супериорно оружје во споредба со USP-то и го зема овој кил. Мислам дека Рипарчик после ова ќе мора да направат уште еден еко рунда. Се фокусираат кон мид, сакаат да бутнат барем едно оружје за да може да земат калаш за следната рунда. Тука ќе ги пречека Митко, кој што го прави првиот фраг, не го очекуваше вториот. Конекс конечно бутка едно од оружјата, го зема калашот и одма оди да го чува. Firestarter сака да преземе да го направи истото со својот дигл, евентуално да бутне уште едно оружје, да направи економска штета врз Lemon Squeezy, како и да зачува уште еден калаш или потенцијално АВП кој што е во рацете на Јаски за следната рунда. Така е, тројци играчи за Lemon Squeezy се на шорт, бомбата е плентата за шорт. Кантерите ќе се обидат да сачуваат и да однесат пушки во следната рунда, меѓутоа сега сите четворица од тимот на Lemon Squeezy одат према долго. Тука ги пречекува Firestarter, но не успева да бутне ниту еден од играчите. Firestarter останува само со диголот во рака, нема ниту арма. Бара оружје, но единственото оружје кое што беше бутнато беше земено од неговиот соиграч, тој е Конекс. И дали ќе се одлучат да изфорсат оваа рунда? Мислам дека ќе имаме Фамаси. Имаме 2 емки, се извинувам, 3 емки, еден Фамас и еден Калаш, некако успеа да спојат, да ги спојат позиции средства и да направат добар бај. Но има Тоа буквално Скарпија. Да, но има доста слаб utility count. Генерално само флешови се останати. Митко го очекува и пуш. Повторно Митко се трга, не очекуваше двајца луѓе да бидат таму. Орион во меѓувреме најде уште еден кил и Митко со вториот оваа рунда. Хајц и Хайредин остануваат сами. Хајц не успеа да направи кил, Хайредин конечно возвраќа. Му прави многу демидж на Митко, многу губи својот живот и Хајд е последниот кој умира од членот на Рипарчи. 4-2 веќе. 4-2, многу брзо играчите на Рипарчи ги губат своите луѓе, значи во првите 15 секунди или 20 секунди веќе има изгубено 20, дури 20 играчи, тоа беа ми се чини дека Firestarter и Конекс, меѓутоа Стайл сега со одличен фраг врз Јаски, дали тоа беше АВП-то или Чавка беше тоа, од другата страна не беше АВП-то, мислам дека Бојана во меѓувреме отвара целосно долго контролата со два прекрасни фрага. Сега доаѓаат ротациите
Хайредин е буснат на сајтот со својот скаут, тука е и Firestarter во меѓувреме Styles кој што бутна Under Palace, Under Palace Ловер кој што бутна со својот скаут го изгуби животот и Стресар не веќе на бесајтот целосно чисто го искомуницирува до своите соиграчи и тука ќе го најде и Firestarter, само станува Хайредин. Инаку ве пофалувам во чатот за одличниот спам. Салама ме праша да ги пофалам. Хайредин успеа некако се Добива тргне на време. так од Митко, меѓутоа не успева да го погоди со својот скаут и тоа ќе биде петата рунда за тимот на Lemon Squeezy. Сега повторно ќе видиме бај од страна на Рипарчи. Овој пат ќе бидат со дабл оп сетап и повеќе утилити. Конечно имаме таа борба на лонг, која што му фалеше со време целосно флешнот Бојана, го губи својот живот. Малку демидж направени со молотов од врз јаски, тој паѓа на 76 хп. Еден човек предност има Рипарчи во оваа рунда. Така ќе се буста сега на плава кутија Firestarter и Конекс ќе остане само на плава кутија, ќе го чува лонг. Меѓутоа тројца играчи се веќе во ловер, односно двајца. И ова се е поизвестно дека ќе биде играна кај Б, меѓутоа Хајдес го наоѓа Орион и фрла прекрасен смок за да не може да поминат ниту да пикаат играчите на Lemon Squeezy. Lemon Squeezy пробуваат со некаков буст да проверат платформа. Дали го очекува Хајд Хајдес го очекуваше тоа и успеа да го најде јаски. Добро се познаваат овие играчи, повторно ќе кажам. Така е, само станува сега Митко против 5 играчи, конечно вратија една рунда Рипарчи, изгубија 5 поред. Митко со еден фраг. Успеа да го пути Firestarter, но не очекуваше Конекс да е тука близко позади него и го губи својот живот. 3-5. Имаат уште доста баеви во својата банка, би ја нарекол Lemon Squeezy. Барем уште 2. И сега 3 AWP-ња гледаме во раците на Рипарчи. Трипл оп сетап. Хайредин стави Хајдс, односно Соци. И брз пуш кон шорт. Таму нема никој близко за да го сопре тоа. А пред тоа фрља и смок на Xbox и целосно ја запреа визијата на AWP-то кој што гледа мид. Сега ми смок од страна на Стресар. Се ги смокна неговите играчи. Ова беше само смок во корист на екипата на Рипарчи, иако беше фрлен од играч на Lemon Squeezy. Повторно гледаме продолжетокот од тоа што го имавме во QSK против Gods. Фокус огромен се става на шорт. Таму најверојатно ќе завршат и играчите на Lemon Squeezy. Првиот кој што ќе ги пречка ќе биде Конекс заедно со Styles успешен флик врз Митко, го наѓа првиот, сега и вториот кил. Третиот го промашува за жал. Firestarter со поп флеш за неговиот соиграч за да може да пикнат, но бомбата ја плантираат некако во меѓувреме, беа истредани убиства и 3 vs 3 стигна ситуацијата. Дабл AWP имаме се уште на Рипарчи заедно со МК-та на Firestarter. Хајдс продолжува да бутка агресивно со своето AWP од сега направи звук, го дознаваат Firestarter, тапнува, но не доволно. Уште еден кил наоѓа и Firestarter, Бојана се извинувам, останува сам против тројца, го губи својот живот од Хајдс и ова е четвртата рунда за Рипарчи. Така е, 4 према 5. Каде се две пушки, понатаму во следната рунда тимот на Арчи имаат и за дроп, имаат фолбај, додека пак тимот на Lemon Squeezy исто и они имаат уште еден бај. Ината економија беше значително. Се извинувам, што ми снема на момент ми Добро. падна банерот на глава. Тука сум сега назад.
Гледаме повторно дабл AWP сетап во рацете на Конекс и Хайдс. Хайдс игра агресивно во банана, во банана надолго. Конекс спремен. Од мид го наоѓа првиот фраг врз Јаски и уште една шрипика. Орион не е спремен за овој агол. Конекс со вториот кил оваа рунда. Третиот го наоѓа преку врата и остануваат сега само 24-тиот за Конекс. Последен останува Видите ли БН. Ейс конечно денес немаше Ейс, меѓутоа сега БН ја издава неговата позиција, Firestarter се качува веднаш на Xbox. Јас мислам дека и Конекс е тука и сепак Конекс успеа. Пет души. Како Прави фейс од страна на Конекс, 5 шота, 5 кила со своето АВП. Целосно со само он го сопре пушот на секој дел од мапата на Lemon Squeezy. Сега екипата на Lemon Squeezy се одлучуваат да не одат на Fall by 20, имаат калаши, многу чуден бај. Тројца со дезерти. И повторно Конекс на мид. Успева да го пронајде Јаски. Многу мал агул држеше Конекс. Меѓутоа Јаски влета во неговиот кросер со волк. И затоа Конекс успеа, имаше доволно време да го потекне. Агресивни во моментот Lemon Палата. Squeezy на шорт. Митко успеа да најде два фрага, но во меѓувреме сите негови соиграчи заедно со он паѓаат и БН останува последен. Конекс со трет фраг оваа рунда ја завршува и ме дава шестата на рипарчи. Конекс во последните две рунди со 8 фрагови. Сега брзи лонки скачаат тимот на Lemon Squeezy. Конекс не успева да најде ниту еден и утиње и втор фраг, меѓутоа Орион и Митко ги убиваат Конекс и Стайл. Firestarter одмаздува Митко, Така е. односно губива Митко, ги одмаздува своите играчи, меѓутоа сега 4 на 3 ситуација, гледаме бомбата ќе биде плентана на Firestarter со кукли Стайл успева да го запре плентат и сега повторно го буши играчот на Lemon Squeezy која пленташе бомбата. И Јаски, Стресар и Орион заедно координирано искочија, сите тепаа по еден човек и им ја носат шестата рунда на Lemon Squeezy. Рипарчи мислам дека ќе имаат повторно солиден бај. Мораат еден од нив да купи SMG, тој MP9-от, другиот да купи shotgun. Се поблиска и поблиска партија гледаме. Очигледно, колку подлабоко одиме во турнирот, ова се разбира последниот ден, толку подобри партии имаме на наши раце. Конекс со одличен буст од својот соиграч го наоѓа првиот фраг врз Орион кој што беше лоуер. Ја зазема лонг контролата, таму остави еден човек, тој е БН со АВП-то, играчите на Lemon Squeezy и сега се повлекуваат да завземат мид и најверојатно ќе одат шорт да спојат заедно со играчот БН во пит што се наоѓа. Чистат мид сега позицијата, но се во човек мањак, да наречам. Агресивен Стайл со своето SMG на шорт. Мислам дека јас успеа да го види, но се испопука и двајцата се испутиња внатре во смокот. Продолжува низ смокот Стресарн, го наоѓа Стайлс, но после тоа се рифрагаат сите меѓусебно. Нема веќе никој на А-сајтот и сега Firestarter од СТ доаѓа. Единствена ротација, пробува кукли Стайл и успева во тоа. Само станува БН на кој што седеше цела оваа партија во пит. И тој го губи својот живот, Firestarter со 2 кила. Firestarter, ова му е втор кукли Стайл. Минатата рунда исто се здоби со еден, односно направи еден на плентерот кој што пленташе бомбата на 7:6. Зоци ќе го задржи шатганот.
Рипарчи со мала предност од една рунда. Продолжува Хајдс да игра со овој шотган, да, како што и напомена, Стайлс во меѓувреме, агресивен, веќе топ мид стигна, го бутна човекот кој што беше ботом мид и играчот кој што беше во те база, него очекува Јаски од шорт, но за тоа Јаски со два фрага, паѓа конечно тој и Орион само станува против тројца. Успеа да го пронајде Хайредин. Дали ќе го очекува пушот од Firestarter? Не. Firestarter го наоѓа и Рипарчи се здобиваат со 8-та рунда. Имаат земено 6 рунди од 7. Да, ова е последната рунда на првиот халф. Убав так. Јаски изреагира на времено и Хайредин падна на 13 хп. Ова агресивен пуш на шорт, Бајана со својот SG успеа да направи два фрага, некако го спреј трансфер, успеа со зумот да го пренесе врз главата на Конекс. Хајдс моментално возвраќа со уште два фрага. Јаски конечно го стишува него и остануваат Хайредин и Стайлс против тројца играчи на... Меѓутоа сега во смокот има кап, Хайредин го знае тоа, меѓутоа не се одлучува да гледа и не очекуваше дека Јаски ќе искочи агресивно да пикне таму горе. Али ќе го очекува играчот на кола. Хайредин. Тоа е Орион. И знаат позицијата на 20 играчи. Тимот на Lemon Squeezy го успева да го убијат Хайредин. Тайл го рифрагнува Орион и Стресар успева да го убие Стайл и да им ја донесе 7-та рунда за неговиот тим. Така, Рипарчи со малото водство што е возможно да го има на првиот халф, 8-7 предност за нив. Видиме како ќе се одвива имната игра на те страната. Веќе имаме пукање на мид, Конекс паднува до 74 хп. Стресарн само до 94 кој што се пукаше со него. Сепак глокот на долга дистанца е многу лош, ако ништо друго. Агресивен Орион во меѓувреме го чекува пушот и виде еден човек, доволно му беше таа информација, се повлекува наназад. Кет е Митко. Се фокусираат повторно на овој кил. Но, Митко! Со два прекрасни хедшота ја отвара оваа рунда. Третиот! Трети хедшот! Но затоа тука се... Какви шоте ги виде првите два? Па не, првите два не ги видов, меѓутоа го видов третиот. Така да... Роботски беа така. Стримот. Мора да го вратам стримот. Скрим стайл беа. Паперино, my friend. Да, конечно израмнување имаме. Lemon Squeezy со 8-та рунда. Стайлс погоден. Изнервиран, очигледно ја фрла чавката на земја. Беше погоден од Стресар. Повторно форсаат и двата тима. Lemon Squeezy, ако ја победија пиштол рундата, они си купуваат најнормално, но Рипарчи нема ниту план, но пак се одлучуваат за форс. Имаме 4 диглови и еден скаут. Скаутот е играч од Стайлс, кој што веќе паднат на 22 хп. Хитнат токму од Стресар. Сега Рипарчи чиста шорт. Тамо нема да ги пречека никој. Далеко има пуш на... Меѓутоа Стайл сега поутнува смокот. Митко ја отвара оваа рунда. Орион е тука со него. Прави доста демидж на играчот на шорт, низ смокот, изгледаше како да ќе почне пак да пука, мислам дека сега тој ќе го направи најден кил во меѓувреме. Firestarter го чисти бесайдот и он влегува на беде. Стресарн пробува и го наоѓа хедшотот, само станува Хайредин против четворица. Главно ќе биде да плантира бомбата, но не успева ни од тоа. Стресарн со 2 кила ја затвара оваа рунда и го затвора бесайдот. Lemon Squeezy со блага предност од една рунда 9-8. Така е, се враќаат Lemon Squeezy полека во... Мислам, не ни беа нешто многу во загуба, меѓутоа се го враќаат водството кое што го има. Сега, со два молотови затвараат некаков обид за пуш на лонг.
Сега сите играчи од тимот на Арчи се групираат кон шорт. Се четворица, едниот крстане на мид. Влагаат сега шорт од широт океан. Зоци го наоѓа. Орион со прекрасен ванфраг, но бомбата паѓа во цете и сега Стресен, спремен за ова од Firestarter. Да, се врти 45 степени и ја пронаѓа одма главата на Firestarter. Сега има целосно контролата на бомбата. Ова беше бландер од Рипарчи што им падна таму. Мислам дека оваа рунда е сигурна за Lemon Squeezy, но Хайредин во меѓувреме го пронаѓа хечат од врз Тресарн. Стайл за најагресивно бутнат, но во моментот кога ќе ја земе бомбата и ќе го направи тој звук, одма ќе излезат играчите од ЦТ. 3 на 3. Чекаат од позади да бутне Хайд, но успеа да направат демидж меѓусебно со БН. Двајцата се отприлика на со 10 хп разлика, едниот 25, другиот 35, Стайлс доволно. Чекаше време, успеа, Јаски го рифрагнува и сега само станува БН против двајца, не го очекува Хайдс од шорт. Некако Рипарчи се извинувам, јас задржа оваа рунда иако им падна бомбата во цета. 9-9, повторно имаме изравнување. Да, иако беа еко, не само што им падна бомбата во цета, беа и еко. Успеваат да направат, да ја вратат оваа рунда во нивна полза. 9-9. Сега гледаме повторна борба за лонг, се повлакаат терористите, таму гледаме че веќе четворици играчи на А-сајтот, шират тимот на Рипарчи. Јаски во меѓувреме со својот дигл го пронаѓа првиот кил во оваа рунда на шорт. Останатите играчи на Рипарчи се надолго. Хайд го губи својот калаш и го дава во рацете на Јаски. Сега имаат се поголема шанса Lemon Squeezy во оваа рунда, иако беа изфорсани со оружјата. Јаски со неочекуван нагол, затоа Конекс возвраќа со уште два фрага, ја враќа ситуацијата 3 врз 3. Уште еден четврти, дали повторно ќе видиме ейс од Конекс. Митко изгледа како да е спремен, но го наоѓа преку смог. Остануваме 2 врз 2, Firestarter паѓа на 16 хп. Тука негде е со хп и Митко. Имаат предност со бомб плантот, агресивно трча, сака да изротира кон шорт, но мислам дека го слушнаат тоа играчите од Lemon Squeezy, од шорт се слуша тој агол и звуците од него и затоа сега влегуваат успешен трейд, само станува Firestarter против БН. Firestarter не успева да го исконтролира спреот. И не успева да го најде и не, ова ќе биде like this. 10-та рунда за Lemon Squeezy. Немаше доволно време Firestarter како издаде неговата позиција да дојде и да спречи и да го спречи дефјузот. Кој што го направи играчот на Lemon Squeezy. Двајца погоди Хайредин. Орион така се тагнати, едниот на 47, другиот на 27 хп. Двајца играчи се на Б. Контртерористите, додека тројцата се од терористите се во тунел. Тоа четворица терористите се во тунел, еден е само во Тиспон. Гледа некаков пуш, далеку има ловер. Изгледа ова како екзекуција на Б, токму така влегува прв Мактен, успеа да го пронајде килот врз Јаски, кој што беше со својата МК. Хајц отвара целосно Б-сајтот со својот Мактен, односно Узи ги наоѓа двата фрага. Прави так Бајан. Еден хп. Да. Хајци, ова е повик за тимот на Lemon Squeezy дека треба да ги сейфаат овие оружја и да ги однесат во следната рунда. Така дека ги чуваат да одговорам за Asian of course, 2-0 победи тимот на Gods, првата мапа 16-6, втората мапа 16-14. Десет. Back to back цело време се менува водството. Никако еден тим да се одлепи од другиот, многу интересен надпревар гледаме.
Многу близок, тој ја очекував. Беше само 5-2 успеа да стигнат до водство тимот на Lemon Squeezy, но веднаш потоа се вратија тимот на Арчи, па халфот заврши 8-7 тука негде и сега гледаме 10-10. Меѓутоа слаба економска состојба за Lemon Squeezy. Сега брз стайл го гледаме на шорт, веќе отвора, на таму нема никој, нема кој да го сопре, тројца играчи отидоа на лонг. Стайл успева да најде еден, да тагне, другите двајца да ги тагне и останува 4-4. Конекс во меѓувреме заедно со Firestarter отвораат целосно Б и Цета. Имаат контролата на оваа страна на мапата, остануваат сами Орион и Стресар против четворица играчи на Рипарчи, ќе се одлучат да ги чуваат своите оружја. Орион со своето УСП пробува да најде еден фраг, ја наоѓа главата и сега и го бутка Firestarter, но мислам дека нема да може да го земе оружјето, токму така следи еден молотов и Хайреден му го скратува животот. Стресар само станува, ќе се потруди да го зачува овој калаш. Така, Стресан го гледаме на лонг врати, односно во тунелот. Не може да направи ништо повеќе за неговиот тим оваа рунда, можеби веќе во следната, затоа и овој калаш ќе се обиде да отиде во следната рунда, бидејќи една пушка може да направи целосната разлика, иако треба да имаат два тимата. Lemon Squeezy, меѓутоа тука сега Золци со одличен мувмент успеа да го убие Страсар и 11-та рунда иде за тимот на Арчи. Така е. Првата мапа значи е Dust 2, тоа беше пик на Lemon Squeezy, колку што помнам, така? Така е, пик А на втората? Lemon Squeezy. Втората ќе биде Train, која што е пик на Рипарчи. И третата по потреба. Или не И се сеќаваш? третата... Не, третата Вертиго. Ау, да, нема трета. И сега Стресар со два прекрасни хедшота. Останува на само 30 хп, меѓутоа успеа да ги најде Конекс и Стайл, тоа Стайл и Зоци. Конекс паѓа од дезертот на Митко. 2-4. Повторно форс рунда земаат тимот кој што форса. Не беше ни форс, уствари ова беше еко рунда за Lemon Squeezy, иако не е завршена, но сепак има тројца бутнато од Рипарчи. Повторно изгледа како да ќе бидеме на израмнување 11-11. Многу забавен гейм не очекува и се надевам уште подобро финале. Не го очекуваше Firestarter дека Орион ќе биде блиску лево. Орион го убива Fire, Стресар го наоѓа и последниот играч на Рипарчи ми ја носи 11-та рунда, иако беа еко. Така е. Само да те добиваат прекинам малку Lemon трајче. Squeezy. Гледачи, очекувајте дека во секој момент ќе ми крашне интернетот. Таква ми IP адресата се ресетира, така да не се плашете, одма се враќаме за 10 секунди од кога ќе крашне, направете рефреш на страната. Меѓувреме агресивни Рипарчи на долго. Имаат во нивна контрола имаат долго во нивна контрола Конекс. Сега со АВП и го отвара асетот, Јаски не беше доволно брз на своето шкрапало. Зоци, меѓутоа сега Страсар ги возрака. Ја возрака целата предност што ја направија Рипарчи, успеа да најде два, трети фраг за Стресар. Firestarter го пронаѓа него, го рифрагнува 2-2. Така е, Конекс и Firestarter остануваат двајцата живи. Митко и БЈН. Знаат едниот, го знаат сега и вториот играч за Lemon Squeezy. И тоа ќе биде Да, ова после изгледа 12-та рунда за Рипарчи. Така да промаши еднаш Конекс, меѓутоа тука беше Firestarter да му помогне и да го утепа последниот преживеан играч на тимот на Lemon Squeezy. 12-11. Така е, ниту една екипа да се... Не е до мене мјутот Фир Жика од самиот гейме.
Не е до мене мјутот, од геймот е. Или има нешто во името што е забрането на Counter, или е мјутнат од CSGO. Не е до мене. Од CSGO е мјутнато, пошто на секој влагање на сервер пишува дека е мјутнат поради премногу рејџање. Рип. Ова го немам видено од сега, ова прв пат го гледам, жиме се, не знам од кога е ова правило и дали воопшто му се случило на некој вакво нешто. Кој некој потреба токсичен за некако стигнавме, да. Так. Има повторно боја на сега наоѓа една. Изгледа повторно како да ќе идеме на нерешен резултат 12-12. Firestarter ја издава неговата позиција, им кажува на Lemon Squeezy дека е на лонг. Смокнато е во цета и сега со тајминг Firestarter успева да го најде стресар, го наги и Јаски го отвара целосно на сајдот, останува сам Бојан. Со Firestarter и Конекс, Fire сега го добива и АВП-то, бидејќи на лоу хп. Го најде третиот фраг со флик, односно четвртиот фраг за неговаа партија. 13-11, моќе прерано ги откажавме Рипарчи. Мислам, за минатата рунда. Да, за минатата рунда, да. Не сфатиш сега, ти кажам. Да. Одлична партија сега мораат. Конечно имаме една нормална работа, еко идат, беја некако зинат и да целосен форс останатите со околу $2000. И повторно еко рундата го отвара тимот кој што прави еко, да, Хајд конечно возвраќа, но Стресар продолжува и Стресар уште еднаш што му е на човеков, не прекина со убиства. Firestarter е единствен заедно со Хајд кој што враќаат колку толку Јаски пука низ смокот, но не успева, спремен за оваа 13-12, повторно се враќаат Lemon Squeezy во овој гейм. И повтор некој им ја зема рундата на Рипарчи, не верував дека ова ќе биде толку интересен гейм. Односно, не интересен, толку тесен гейм, се извинувам. Сакав да биде интересен, сакам да е тесен, меѓутоа очекував дека тимот на Рипарчи ќе земе многу повеќе рунди, многу побрзо ќе затвори оваа мапа, меѓутоа Јаски ги наоѓа, првите двајца му се наместија одма, два прекрасни хедшоти отвара оваа рунда, Конекс конечно враќа предвремено, Firestarter пука, со Prefire излезе ни самиот корнер, некако вративме 3 vs 3 да биде оваа рунда. Меѓутоа сега Рипарчи одлучуваат да идат на погрешната страна, бидејќи тука ги чекаат 20 играчи на тимот на Lemon Squeezy. Има добар crossfire поставено. Меѓутоа сега става со одличен маттап, успеа да го преде Орион, но Стресар е тука да го рифрагни плюс да го убие Firestarter. 2 на 1 ситуација, останува на 16 хп со одлично. Конекс успешно ќе ја плентне бомбата. Ја знаат позицијата и сега Митко го пронаоѓа и Конекс. И повторно имаме изравнување 13-13. Преинтересантно. Резултатот е 13-13. Имаме повторно изначување. Телеком не ме сакаат многу што ресетираат мечот, што ресетираат IP-то, се извинам, дечки сам влагам сега во сервер одма. Во моментов се групираат тимот на Рипарчи во тунели, а на Б се Бојана со Јаски ќе се обидат да го запрат овој пуш. Само смоук има во рацете на Зоци. Паѓа смокот, полека ќе пушнуваат во смокот тимот на... Ми мириса дека Јаски ќе собере овде многу убиства, можеби и сите 4 го пронаоѓа првиот. Фајер исто паѓа. Бојана не успева ниту еден фраг да направи, сега имаат пушки. И Зоци и Конекс. И Зоци пика, агресивно успева да губи Орион. 1 на 2, тоест 2 на 2 се извинувам. Ја враќаат оваа рунда, иако беа халфбај тимот на Рипарчи, прават премногу економска штета и плюс
имаат и плент, имаат и можности да затворат оваа рунда. Конекс успеа да го најде Митко и Зоци го убива стресар за 14-тата рунда за тимот на Рипарчи, 14-13. О, конечно стигнавме до првиот кој што има 14. Преблиско се игра, буквално како што може видите на табот, се игра рунда за рунда, буквално цел гейм. Митко гутна својот смок, беше блокиран, но сепак никој не изумре поради тоа. Force by мора да направат оваа рунда лепен сквизи, имаат еден фамас, една емка и 3 диглови. Повторно се фокусираат сега на долго, таму ќе ги пречека Орион со својот дигл, го наоѓа првиот one tap, но затоа при паѓање во скок Firestarter му возвраќа. 4-4 се враќаме. Следен тука за контакт ќе биде играчот на кола, а тоа е Стресарн кој што изведе 3 молотови и одма паѓа, го губи својот живот. Конекс го пронаоѓа Митко, БЈ напаѓа и сега останува Јаски, кој што ако било што сака да идат кон овертајм мора да го зачува овој фамас. Мислам дека Така, мислам дека не треба да помисли да проба да утепа, тоест да земе да оди на винно леле си. На вин на рундата, да. На вин на рундата леле што ми стана. 15-тата рунда за Рипарчи е тука, конечно земаат 2 рунди пореди се одвоија малце. Сега гледаме 4 дезерт и 1 МП9. Рип трајче, палте. Firestarter добива динк, останува на 68 капе. Зоци исто така добива динк на 61 хп. Обично ги зимаат овие рунди тимот на Lemon Squeezy. Кога се форснати. Конекс изеде исто така хедшот преку врата од дигл, останува на 29. Продолжува со бушење Митко преку смок и преку врата, ја наоѓа главата на Конекс. Имаат предност од еден човек, но не може да го земат оружјето. Јаски дополнително отвора на Волги, тука е Митко со вториот фраг. Дали ќе видиме 15-14, Хайредин конечно малце нормално знесува во оваа рунда, наоѓа еден кил, го наоѓа и вториот кил, Firestarter му помага со третиот. Конечно Орион го сопира, Firestarter само останува Хайредин против двајца. Не ја знаат бомбата дека е на шорт, меѓутоа Јаски сега може да го најде Хайредин кој што е во цете, меѓутоа на тајминг се промашуваат. Не пикна Јаски да провери дали е цете. Се уште мисля дека е на сайт. Меѓутоа Орион чека. Не, тајмингот Орион се сврте вршка во и- погрешниот момент. Хайредин оди одма позади него, на Орион се сврте. 14-тата рунда е тука за Lemon Squeezy, успеа некако со диглови да ја извадат. Сега ќе видиме вистинска бај рунда помеѓу двата тима, за дали идеме на втората мапа или продолжуваме со оваа во овертајм. А само што кажав, обично ги зимаат овие рунди кои што се дезерти. Тимот на Lemon Squeezy не послуша, Митко од ракав извади 2 хедшота со дезертот. Сега Јаски фин со пуш на со агресивен пуш на Б. Гледа тој десен нагол, таму е Firestarter, го спотна при скокот на Firestarter. Трпеливо чека Јаски, знае дека е таму, мрда со нишанот. Сега иде Сега Нейт. ќе фрли Нейт и ќе му направи, мислам дека ќе му направи повеќе демидж на Firestarter, меѓутоа полека пушат. Оу, замисли преку Терористите- смокот да пукне сега како губи животот, одличен буш, Firestarter го пронаоѓа Јаски и неговата глава на платформата. Меѓутоа сега се повлекуваат, не се одлучуваат да пуштат иако таму саме играчот БЈ се повлакаат скорос назад. Чекаат уште една грешка на тимот на Lemon Squeezy. Иако реално ова не беше грешка, само добра игра од страна на Рипарчи. Сега го спотна играчот што е на рампа. Тој успева да направи ротација целосна. Хајц во И меѓувреме мора да сега- се прекинам, влезе во ЦТ, влегуваат истовремено на Б. БЈ само станува сендвичот од сите возможни страни. Ќе му дојдат човек, луѓе и од тунели и од виндоу. Одма паѓа при првиот, тоа е Хајц. Орион
конечно прави еден рифрак, но предалеку се двајцата играчи. После изгледа дека ќе ја завршиме оваа мапа со 16-14. Хајц во одлична позиција да го сопре овој пуш и ја наоѓа главата, само станува Митко против тројца. Колку добра игра. Само што сакав да кажам дека одличен фейк направија со 20 играчи на кои што едниот од нив падна во цета и Fire го наоѓа последниот играч Митко и тоа ќе биде 16-14. Одлична игра и од двата тима се играше целата мапа, рунда за рунда. За ова станав од Сабајле, за ова дојдов за кастом. Браво за дечките. На кратко нешто да кажеш, да идеме на 5 минутна пауза, дека не почна сеот меч или пократко, зашто морам до тоалет да отидам. На кратко да кажам дека очекував дека ќе биде блиско, бидејќи ова се играчи сепак што се познаваат еден со друг и горе доле знаат какви игри или какви потези би направиле противничките играчи, затоа мислам дека ова беше премногу тесна рунда. Односно тесна мапа. Така. Одлична мапа гледавме од двата тима, се играше буквално рунда за рунда, мислам дека до крајот никој од тимовите не се одлепи на 2 рунди предност. Се надеваме дека и втората мапа која што е Трен ќе не очекува ист таков гейм, така да дечки не идете никаде, буквално за 2 минути се враќаме со вториот меч од вториот полуфинален, за втората мапа од вториот полуфинален меч, да дознаеме кој ќе биде тимот кој што ќе се соочи со Godz во големото финале вечерва. БРБ дечки. Толку брз, интернет од Неотеа. Толку брз, интернет од Неотеа. Толку брз, интернет од Неотеа. Влегуваме во втората мапа од вториот полуфинален меч. Првата ја зема Рипарчи, сега е нивниот пик, тоа е Трейн. Почнуваме со пиштол рундата. Ајмо хајп чат да видиме кој ќе им се придружи на Godz во големото финале. А јас па сум се дисконектнал од сервер. Добро, ќе престанете моите дека се местат се уште. За Lemon Squeezy повторно играат Стресар, Њаски, БЈ на Митко и Орион. Од другата страна за Рипарчи, Хайредин, Styles, Konex, Хајц и Firestarter. Агресивни одма излегуваат на А сајтот. Хайредин го наоѓа првиот калт фраг и вториот Стресар на единствен кој што врати во меѓувреме. Хайредин продолжува да бутка агресивно и го наоѓа и третиот фраг и четвртиот фраг за Хайредин. Сам буквално ја превзема одговорноста за победување на оваа рунда и пиштол ейс од Хайредин. Имаме 5 прекрасни хедшота. Не сопре од кога излезе од мейн. Го видов само последниот хедшот и многу ми е жал што не ги видов првите 4, се надевам дека ги има на стрим и после ги вратам. Ги има, Мора врати да ги. видам. И мора да се исаче да се направи Highlights. aftermovie од ова. Да. Highlights, да. Првата рунда оди во рацете на Рипарчи. Гледаме. Форс сега тимот на Lemon Squeezy. Њаски со прекрасен фраг врз Хајц. Тука пуша БЈ, меѓутоа е пречекан од Хайредин. Firestarter со кил врз Митко. Кој пушаше мид.
Тројца Сега остануваат станува живи. 3-4. Тайл заедно со уште еден член на неговата глава спушти ја доле. Конекс одскопнул погрешен момент. Стресар му ја одзема главата и со уште еден Стресар хедшот. со еден фраг! Меѓутоа сега двајцата се лоу. Firestarter успева да најде еден. И Данис со уште 3 фрага, односно последните 2, успева да ги убие последните играчи преживеани за тимот на Лемон Сквизи и да ја добие втората рунда за Рипарчи. Данис до сега се покажува одлично со 8 фрага во Да, со 2 рунди. пистол ейс. Повторно има 5 диглови на страната на Лемон Сквизи. Firestarter ја почнува оваа рунда со кил. Тука се придружува и Конекс, Стресар повторно враќа, но и тој е спуштен сега од страна на Хайдс. Хайредин наоѓа уште еден кил, останува сам Бајана против четворица со својот дигл. Интересно е се оваа мапа повторно според мене е доста city-sided, иако прекрасен хедшот уште еден Хайредин. Помеѓу време ве се опира во зборењето, но очекуваме дека оваа мапа ќе биде city-sided за овие два тима и генерално е. Но Рипарчи докажуваат зошто е ова нивниот пик, првите 3 рунди одат во нивна полза. Иако за сите 3 рунди мислам дека најзаслужен беше Хайредин, има 10 фрагови. Сега гледаме АВП во рацата на Бојан. Дали ќе пика агресивно на горна линија, не може да се напредне од тој Молотов. Сите играчи се близу ледар. Така, Односно горе на попток и сега Стайл успева да Стайл е тагнат. Мислам дека Бојан го тагна. да, со АВП тако така. Го остава на 12 хп. Влагаат на горна линија, Фаер успева да го најде Стресар. И Фаер со уште еден кил врз Бојана. Орион во Меѓувреме и меѓувреме бутка од Хайдс. позади, го пронаоѓа едниот кил, тука му се придружува и Митко, сега е 3 versus 2, постои потенцијал за ова. Митко умира, Конекс го паѓа на лоу хп. Орион го наоѓа Хайдс, но го губи после својот живот за Firestarter со 3 кило оваа рунда им ја носи победата. Бараат пауза играчите на Рипарчи, може да се префрлиме кај нас. 4-0. Рипарчи докажуваат барем сега за сега зошто е одбра ова мапа и тоа како терори имаат предност од 4 рунди. Тоа што ми остана во Така е. глава 5 фрага на пиштол рундата. На Данис. Аха. Така. Па така он е најзаслужен за ова веќе посериозно водство на тимот на Така. Одма се на враќаме Рипарчи. Трајчо. Одма е се спремни двата тима, така да се враќаме ингейм, почнува петата рунда. Повторно се еко Лемон Сквизи, 4 диглови. Хайдс со одличен спон ја отвара оваа рунда. Го примети човекот уште голе на Green Train, не успеа да го погоди шотот, но веќе се надвор Хайредин и му ја превзема таа задача. Јаски со два прекрасни хедшота ја враќа ситуацијата на 3 versus 3. Јаски Со преку уште смок, еден. уште еден. И Останува сега сам Бојан Хайредин. пуштава под го успева да го пронајде Стайл, Хайредин го убива, Јаски остануваат 1 на 1. Ја знаат двајцата позицијата, меѓутоа сега може да се сегне и го Данис го тагнува Бојан, останува Бојан на 41 хп, тој нет ќе направи само 5-6 хп, ништо повеќе. Така. И сега Бојан. Бојан одлично успева да го пронајде, го убива Хайредин и тоа ќе биде првата рунда и повторно го зимаат тимот на Лемон Сквизи. Така. Продолжува ова игра каде што еко зимаат играчите, односно тимовите. Лемон Сквизи со првата рунда на трейн. Тоа им ја донесе искрено Јаски со тие 3 фрага со својот дигл. Конекс го наоѓа првиот фраг, го фаќа човекот, тоа беше токму Јаски виновникот кој што минатата рунда отиде во полза на Лемон Сквизи. И сега се фокусираат кон Б или кон Попдог. Рипарчи, агресивно бутка. Орион добива информација дека еден таму сега мора да се повлече, што единствениот кој што го чува Б сајтот паѓа Стайл со прекрасен хедшот од својот дигл.
малце се спори во својата екзекуција на Б после овој кил, веќе дојдоа И ротациите веќе од А. тројцата сите се на Б сајтот, дали тоа ќе го очекуваат тимот на Арчи и Фајрис се со 3 фрага, меѓутоа не успева ништо повеќе да направи. Тука е Зоци да затвори петата рунда за тимот на Рип Арчи. Хајредин се Многу уште на споро. врвот на табелата. Извини. Така мора многу споро влагаа после тој фраг, после првиот фраг на Стайл. Мгм. Требаше веднаш да влезат бидејќи со тоа што почекаа само направија сите тројци играчи да дојдат веќе на бесетот и тоа да се доближат премногу и сега Митко е тагнат од страна на Хајредин и Митко со прекрасен вандик. успева да го убие во Излегува во меѓувреме Хајд од Попдог, наоѓа еден кил и многу демидж од другот не го очекува Бајана толку блиску. Со својот шатган го наоѓа килот. Стресарне на лоу хапе на овој сајт. И го вади ножот во погрешен момент, но некако успеа да преживее. Веќе се излезени некако хаотично е позиционирањето. Јаски успева повторно со овој дигл. Не престанува да прави демидж, со 2 кила останува Стайл сам. Против четворица успеа да го најде првиот, сега е против тројца. Стресарна на лоу хп. Имаме уште еден кој што Орион со својот дигл. Стайл, Орион со убав вандик, ја затвара оваа. повторно губат еко рунда. Значи ова нема смисла. Ја мислам дека не ни треба Лемон Dogs веќе, ова Лемон Squeezy веќе да инвестираат во пушки, можат комотно со 10 да играат или 5 на 3 парче, па реално мислам. Така изгледа сите рунди ги земаат така. Првата и втората рунда. И втората и втората мапа. Мгм. Сега па Рип Арчи се со 4 дезерти и 1 Емпел, тоест Мактен. Да, никој не се одлучува, поради тоа што земаат толку многу рунди и двата тима како Еко, никој не се одлучува веќе сериозно Еко да прави. Инвестираат во секоја возможна рунда. И кога немаат доволно финансиски средства, ги гледаме со 4 диглови и 1 Мактен, ќе се фокусираат кон Б, таму ги пречекуваат 20 играчи. Хајц повторно отвара оваа рунда со прекрасен хедшот, АВП-то Јаски е спуштен на лоу хп и го натераа да се повлече назад во конектор, што им овозможува да ја постават бомбата. Имаат сега и целосна контрола на Б сајтот, агресивно бутнат во меѓувреме Хајредин. Може да ги сопре сите овие пушеви, не гледа десно, таму се повидат од играчите, но за тоа Стресарн успева да го убие. Но паѓа одма после тоа од Митко, некако се Како враќаме. спрей трансфер на БН на сајтот и сега Конекс успева да го најде 2 на 1 ситуација станува. Дефјузот е само во рацете на Митко и сега Конекс ќе успее да го најде. И Јаски Митко што чекаше? И Митко. повторно гледаме здимање на еко рунда 6:2. Митко е мисплей на оваа рунда. Не гледаше Дефинитивно. воопшто долниот спуст. Дефинитивно. Беше загрижен само за горниот и не беше таму. Хајц. Одличен клач од негова страна со дигл. 6-2 предност на Рип Арчи како терори. Тоа е сериозна предност на мапа како Трейн. Стайлс не е Магајле, но може би требаше да има Магајле на 20 хп останува после тој пуш во молотовот. Не знам колку доби. Зоци сега не успева да го најде Митко, иако и го држаше тој агол. И сега и Стресарно губива стал, Повторно кој беше на форс рунда 20 ова. хп. Повторно е форс рунда, меѓутоа Конекс сега губива Стресар, Јаски, го рифрага Фајер старта. Конекс како фронтар беше траверс. Јаски 2 на 3 ситуација гледаме. Бојана го убива Конекс и тука останува сам Хајредин. Кој што го пронаоѓа Митко. Меѓутоа Бојан и Орион пикнаа во исто време. Не знаеше како попрво да пука данес и тоа ќе биде третата рунда за тимот на Лемон Squeezy. Пауза, побара да се префрлиме на нас. Значи повторно уште една еко рунда оди во рацете на екипата која што го прави екото. Моки, полошо се слушаш, Минотаур, сега окей? Микрофонот? А микрофонот мислеше или метрола што? Не ми окей, не знам. Добро.
giveaway кога? Giveaway-от ќе биде во 18:45, тоа е 10 на 15 минути пред почетокот на финалето. Микрофонот е боле. Позицијата мислам дека е на микрофонот. Неќам да се повишувам поради тоа што ќе биде ear rape. Мислам дека ме зафркавате со giveaway, бе. На секои 2 секунди одговарам. Да, луѓе, giveaway-от е во 18:45. Ве молам во меѓувреме, не доаѓајте само за тоа. Многу добри мечови гледаме. Уживајте во добриот кантер и поддржувајте го македонскиот еспорт. Трајче, не си лош. Во колку е финалето? Финалето е во 7 часот. Така е. Дечки, да ги видиме уште еднаш наградите за второ и трето место, кои што се најграат позади мене. Ова се наградите и за Кантер и за Дота, за тоа има 5 мауси и 5 падови. 10. Да, 10 мауси, 10 падови. И Тоа се за да им второ и направиме трето малце место. мотивација. Да. Мотивација да им направиме малце на играчите. Дополнително, ако има тука некои Да, сериозни после. доташи, нека се пријават, денеска ги отвараме, мислам дека вечерва во 8 часот дека ги отвараме пријавите за Дота турнирот кој ќе се одвива следниот викенд од 10 до 12, така да ако има такви тука нека Овој пат ова затвори, не можам да го отворам да го покажам. Нема да правам такви бели. ќе пишува мислам дека Макиавели трола. Ќе пишува на пауза скринот кога ќе биде giveaway-от, односно во колку час. Стај на Хамер. Ни треба LOL турнир. LOL турнир имаше на почеток на оваа година заедно со CSGO Volume 1 турнирот. Па добро, не беше баш на почеток, беше крај на април. Да, крај на април. 24 до 26. Така да се разбира дека Само година ќе. бота грми или моќе кај нас грми, не грми, Чекај. немам слушнато. Не бе, сонце пука и вриштат, не вриштат, пеат птици. Така ќе ги наречеме. Иако ме пудат. Джавкаат. Чавкаат. Трајче не си ценциран. Добро. Скифтер, многу добри прашања поставаш. Ако стварно те интересира, морам да пренесам дека главните поддржувачи за овој настан, односно главниот поддржувач за овој настан е банерот позади мене, тоа е ЕУ делегација на Европската унија и ЕУ Хаус. Останатите спонзори се Neotel, Nexio, Pizza, Giacomo и GGTVMK. Макавели, nice troll, bro. Funny memes. Very interesting personalities. Дечки, спремни сме. Why you bully me? Why you bully me? Го продолжуваме мечот. 6-3 имаат предност како терор и рипарчи. Лемон сквизи само со 3 рунди. Па ја против 2 IQ не мрда. Добар начин да се извадиш од неспособноста да направиш фракса, шалам сакам. 5 дезерти сега гледаме во екипата на Тим Арчи. И повтор имаме Форсбе од една страна. АВП-то е во раците на Јаски, кој што е на А-сајдот. Сега се префрла над стопстайн. На долниот спуст доаѓаат сите терори, стресарни БЈН заедно, се комбинираат за 4 кила и останува сам кој што скока конечно паѓа. Јаски преку дрвниот дел на долниот спуст успева да го убие него. Покој. 16-14 беше да пратна, покој на Б беше. Се реновира Б. Доаѓајте пак. Сега повторно. Тоест гледаме еко сега од страна на Рипарчи. Ништо не значи еко веќе. Да, гледаме повторно 2 дезерт и 2 P250. Меѓутоа овој пат немаат како на кој. Хајд за малку ќе го
Сотреше Митко, Firestarter е затоа тука со своето P250 и Конекс, уште еден кил. Повторно ли ова се случува? Динк врз Бајана остануваат само двајца живи од Lemon Squeezy. Орион ротира од позади. Меѓувреме Хайредин бутка во интересна позиција. Од сите места треба да гледа Бајана паѓа. И сега последен е повторно еко рунда зема Рипарчи, седмата за нив како терори. Не знам веќе што да кажам. Стварно не знам, ја стварно не знам што да кажам, страшна работа. Не купувајте дечки калаши, не купувајте ништо, дезерте се доволно, играјте, пукајте се. Да видиме интересно нешто. Ю екоту. Гледаме 3 дезерти сега во рацата на Lemon Squeezy, повторно форсат. Хајц го сопира пушот на Митко. Ака Blackbird. 4 пати му го спомне името. Хајц уште еден кил. Ја отвара целосно Айви позицијата. Орион конечно го сопира. Стайлс, Орион со втор фраг. И Орион паѓа, останува последен Б, на кој што ротира од Б. Не може да го спречи плентот, бидејќи тоа е затворено на другата страна, сосема спротивното од каде што доаѓа. Бајана сега, Бајана доаѓа од Айви, не се одлучува да пуштат старплент. И Конекс тука го спотна. И тоа ќе биде осмата рунда за Рипарчи. XD. Најдоброто смајли очигледно. Последниве месец дена се изнагледа в XD. Повторно одиме со Force Buy, се извинам со Half Buy. Дигловите се во рацете на Lemon Squeezy. Стресар наоѓа прекрасен хедшот. Конечно Хайредин го бутка, но Јаски во меѓувреме наоѓа уште еден кил. И влегува во молотовот. Поради некоја причина перфектен нейт. Останува сам Стресар. И тој го губи. Конечно едно еко да изгубат играчите на Lemon Squeezy. И деветото рунда за Рипарчи. Пардон. Немав доволно време да го мјутнам микрофонот. Да, и мене тоа ми се деси вчера. Покивањето. Рипарчи, да мора да подсетиме дека ова сепак како терори имаат волкава предност. По се изгледа. Конекс за малце не успеа да го убие АВП-то на Бајана кој што преку зид, меѓутоа го наоѓа Јаски, во меѓувреме Митко го наоѓа Хайредин, Орион со убиство над Firestarter 4-3. Бајана подготвен за овој пуш на Стайлс. Остануваат Конекс и Хајц, меѓутоа сега Конекс го наоѓа Орион, не успева да го убие Митко спремен. Тресар го убива Зоци и тоа е петата рунда во джебот на Lemon Squeezy. Така е, се одигрува сега последната рунда од овој first half. Гледаме дабл оп сетап за терористите. Терористките. Терористите. И за кантерите и за терорите имаме дабл оп. Хајц заедно со Стайлс оде агресивно кон Б. Меѓувреме гледаме Бајана на сајтот е качен сендвич. Одличен нейт фрлен на Айви, Хайредин останува на 61 кп. Стайлс го наоѓа првиот кил. Митко конечно рефрагнува, но Конекс двете авепиња на терорите ја отвараат мапата со првите 2 кила. Стайлс прекрасен флик го наоѓа и Стресар. Митко во меѓувреме бутка на Айви и го убива Firestarter. Остануваме 3-2 со нож му идат Стайлс! Нема. Утна 2 пати и еднаш само го погоди Бајана, не ми е ни јасно како тоа се случи. Остануваме 2 versus 2. Меѓутоа сега ги знаат и позицијата на двајцата играчи, знаат дека последниот ќе дојде од грб, тој го прави Зоци, иде натака. И он вади нож тука близко. Хајд сака да ножира. Ова беше сачекуша. 10-5 предност за Рипарчи уште како терори.
Малце френдли бантер имаме у чатот. Сега веќе не е френдли. Админ! Feels Видиме bad, зашто ќе man. се одлучат тимот на Lemon Squeezy, гледаме четворици идат кон Ivy. Едниот е чека со флеш да го избејта, да ги избејта играчите на Арчи, меѓутоа сега преку смок ќе се обидат да влезат и стават како најпрвиот. Јаски го ретрейда, Хайредин и Fire стартер и Конекс исто така им се придружува и сега останува само БН. Не, повторно со нож сега се и двајцата, Firestarter да го бутка и го наоѓа ножот, не ми се верува. 11-тата рунда е тука за Рипарчи. Зашто немаше ноже и минатиот гейм, бе? Па вајде играчите сакаа побрзо да затворат таа мапа. 16-14 беше. Па, 5 десерти гледаме од страна на Lemon Squeezy. Само еден Кевлар во БН. Ова ќе биде пуш внатре, најверојатно таму. Четворици сега Blackbird, односно Митко го убива Стайл. Стайл рейджа во меѓувреме. Оу, Конекс одличен. Хедшот. 4/4. Тука и Зоци. Не му успеа баш бустот. Да, меѓутоа среќа немаше никој. Агресивно бутка Хајд со својот шатган. Со ова може да направи многу штета, во меѓувреме влегуваат на А, БН, Firestarter со 2 кила. Веќе касни, но сепак мислам дека ќе направи еден фраг. Не! Му го дава на Firestarter и Firestarter со 4 кила ја затвара оваа рунда. Рипарчи 12-5 во водство. 12/5. Сега гледаме и прв бај од страна на Lemon Squeezy. 4 калаши, меѓутоа имаат само еден флеш и 2 смока. Што може да направат со ова утилити на мапа како што е Train? Не сум многу сигурен. Митко во Ivy позицијата го чекува и пуш, но го смокна. Меѓу време Стресен го пронаоѓа првиот кил, Firestarter беше го остава БН на 1 HP. Јаски се спушта во апс, убав поп флеш и Хайредин му ја одзима главата на Јаски. Хајц го бутка БН, остануваме со еден човек предност за Рипарчи. Преку смок прави малку демидж Стайлс, но Стресарно станува на 80 на хапе. 4/3. 12/5 и сега Стресар успева да го убие Зоци, кој што патем пушаше од Стресар. И сега Стресар Стайл со скок успева да го најде Стресар. Хайредин, Хайредин го убива Орион. одлично Останува позиционирање. сам Митко против тројци играчи, меѓутоа го наоѓа првиот, сега е 1/2. Го знае вториот, меѓутоа Конекс го очекуваше дека ќе се врати. Беше скопнат. Blackbird, односно Митко, влета во нишанот и Конекс успева да затвори 13-тата рунда за тимот на Рипарчи. Lemon Squeezy повторно чуден бај имаат. Трој, четворица Делумен Форс. Но во меѓувреме Конекс го сопираат Хајдзе со неговото омилено оружје. Негевот или ова беше M249, не сум толку сигурен, но во секој случај што и да е, ја чисти долната рампа. Firestarter доаѓа со последните 2 фрага, ја затвора оваа рунда, 14-5 предност за Рипарчи. Гледаме повторно бај на Lemon Squeezy. Гледаме и за прв пат денес мислам дека е SG. Може и се лажам. Едно имаше на Рампа Dust 2. Бојан.
играат одреден дефолт. Играче на Рип Арчи, Орион го наоѓа првиот кил, Хайредин за тоа, Хајц продолжува со овој негев. Не сопираат неговите убиства, конечно Стресар го седнува на земја и остануваме 2 на 3. Конекс го губи својот живот, Стайлс останува последен жив против тројца од Lemon Squeezy. Така сега кидат, се вратат играчите на Lemon Squeezy скрос на Б. Ке се ја плентаат бомбата, не знам дали Стайлс ке го очекува тука Бојано дека е блиску. Сепак не се врти и Така. 14 спрема 6. Ова е првата рунда што имаат земено како терори Lemon Squeezy. Со надеж дека ќе продолжат со ова, да гледаме поблиска мапа. Првата Dust 2 беше 16-14, буквално се играше рунда за рунда. Оваа малку повише. Кажи? Па ја вика, и еднака вика. Па ја од кога влезе у FPLC, тим плеер стана. А Фирез вика, испади држи. И стана сега и Конекс успева да најдат 2 фрага, Орион си стресан го враќаат, меѓутоа сега Фаер со фраг 2 на 2 ситуација. Јаске го трейда Фаер. Стајал успева да губи, стресан. Останува Јаске на 17 хп. Без куршеви во неговиот калаш, сега ќе релодира. И го губи својот живот. Им ја дава 15-тата рунда на Рип Арчи. Очигледно се поверојатно станува дека Рип Арчи ќе бидат вторите финалисти. Таму веќе ги чекаат Gods Lead. Тоа ќе биде одличен меч за гледање. Ако го заврши 16-6, ќе гледаме исти резултати како што беше Кускија против Гоц. 16-14, 16-6. Fun fact. Меѓутоа сега Орион и Хайредин прават фрагови. Орион не го очекуваше така блиску. Стресар само станува и тој го губи својот живот од негевот на Хајц. Еве како изгледаше 16-6. Уф. А за малку статива 16-7 ја кажа дека ќе заврши. Реално да, во право беше и со првиот гейм беше во право дека ќе биде многу близок, 16-4 беше, значи да потсетиме. Финалистите сега ги имаме Lemon Squeezy, се извинувам, Рип Арчи против Gods Lead. Првиот гейм помеѓу Qske Gaming и Gods заврши 2-0 за Gods. Првата мапа беше 16-6 на Overpass, втората мапа беше 16-4 на Dust 2. И слични мечеви имавме овде, Lemon Squeezy против Рип Арчи. Рип Арчи ја зема првата мапа која што беше Dust 2 16-14, а втората ја победија со 16-6 на Трейн. Дечки, значи, да одмориме малце ја и Трајче пред giveaway-от и пред големото финале. Уште еднаш подсетувам, giveaway ќе биде пишано и на пауза скринот, giveaway-от ќе биде 18:45 и ја даваме Трајче. Што даваме? Пулта со пирата Logitech G413 Carbon! Need for Speed Carbon! Таа тастатура ја даваме во 18:45, а во 19, односно 7 часот попладне, почнуваме со големото финале помеѓу Gods и Рип Арчи. Дечки, Carbon Fiber баш. Останете ми смирени, убави, гледајте нека за да уживате во добриот кантри, да го поддржувате македонскиот СС и генерално македонскиот еспорт. Не знам што друго да кажам, знам уствари што друго да кажам. Огромна благодарност до нашите поддржувачи, без кои немаше шанси да го направиме овој настан. Генералниот спонзор, односно поддржувач делегација на Европската Унија и EUHouse, Неотел Nexio, Пица Giacomo, ГГТВ МК и посебен поздрав до Милошака Транспортер и Паун Оли, како и сите кои што се дел од организацијата на место. Тука има многу луѓе кои што се администратори, координатори, луѓе кои што се занимаваат со наоѓање на спонзори и се останато, така да поздрав до сите. Сега за сега да чукнам у дрво, топ ни оди флоуто, да кажам, на турниров. Барем ја како дел од него сум екстремно задоволен, се надевам дека исто е и тоа со гледачите.
Во Секако секој моќ од грешките се учи, како и да е следните турнири да сме сгрешиле нешто, сега се надевам дека ќе бидат многу поквалитетни и подобри, Мгм. како што е овој од минатиот надпрев, мислам од минатиот турнир, каде што нели имаше мали технички проблеми, не беше ништо страшно на минатиот турнир, тоа се проблеми од мислам, кој што не се баш во наша контрола. да, реално глупост невидена, меѓутоа секако има луѓе кои што и сакаат да ја наштетат покрај тоа што или сакаат да бидат интересни, не знам што сакаше да постигне дечкото што го досаше серверот, меѓутоа тоа е што е. Сега сме, фала Богу, без никаква грешка и Па. се надевам дека и така ќе продолжиме. Така е, дечки, уште еднаш повторам, 18:45 giveaway, 19 часот големото финале. Пауза до 17. Не, добро заборавив, во 17:30 или 18 часот ќе се игра и мечот за трето место. Така да, дечки, ќе имаме пауза до 17:25 и после се гледаме назад на стрим. Третото место ќе се игра помеѓу QSK Gaming и Lemon Squeezy. Во секој случај, се гледаме, останувајте ми поздравени и се гледаме малце подоцна во денот. Чао. Толку брз. Интернет од Неотел. Толку брз. Интернет од Неотел. Толку брз. Интернет од Неотел.